Вина за Онишченко постоела, но никој од политичката елита нема да понесе одговорност. За сега се е сведено на внатрешна истрага во АНБ, а од директорот Прсот веќе е вперен во обичен службеник кој не се консултирал со НАТО партнерите околу украинскиот олигарх. На внатрешните истраги се повикува и премиерот Димитар Ковачевски, кој пак ни соопшти дека Виктор Димовски за 20 на дена повеќе нема да биде директор на АНБ, што беше познат од претходно, бидејќи владата планира да го прати во Париз како македонски амбасадор во Франција. Дали треба да има одговорност? Одговорност мора да има. И тоа е работа на анализата, односно на истрагата која што таму треба да биде спроведена и јас сметам дека таа и веќе и се спроведува. Дали ќе имаме нов директор на АНБ, односно дали ќе има одговорност? Да, ќе имаме нов директор на АНБ. И тоа ќе се случи би рекол во наредните 24 дена. Димовски за овој случај ќе се објаснувал и пред премиерот, но тоа ќе било на затворена владина седница, па јавноста нема да може да дознае повеќе информации, иако одговори се бараат веќе со денови. Директорот да дојде да даде извештај на затворена седница на влада. И тоа ќе се случи најверојатно во текот на утрешниот ден. Меѓутоа и вие и самите знаете дека од затворена седница на влада не може да се даваат извештаи и информации со оглед на казнивоста на давање на такви информации од затворена седница на влада. Според информациите на Алфа, одговорност нема да има кај некој од функционерите. За сега вината е префрлена на началничка на секторот за стратешка соработка со НАТО службите во АНБ и вработен во тој сектор. Но оваа тема внатрешна истрага си води собранието, каде е вината што на YouTube одеше аудиозвук од затворена комисијска седница.